Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Во Скопскиот кривичен суд денеска продолжува процесот каде што обвинет за наведување на самоубиство е Стојанче Јовановски, сопруг и татко на Ивана и Катија, кој починаа на 2 март по пат од балкон во скопската населба Тафталиџе. Испитуван е сведокот Мартин Саздов, поранешен пријател на Стојанче. Саздов рече дека е скаран со обвинетиот и дека Стојанче ја тепал Ивана и пред него. Кога се дружеле, тој му сугерирал да престане, но бил со врзани раце и не можел ништо друго да направи. Сведокот Мартин Саздов во своето сведочење денеска истакна дека Стојанче Јовановски се дрогирал во негово присуство уште од кога го познава, кога работеле заедно во пожарна, а Ивана и Катија страдале во негово присуство, особено откако Стојанче бил фатен со дрога од страна на полицијата. Се одложи првото рочиште од судењето за 13 полицајци кои трагичната вечер биле во Пулс или биле началници во СВР Кочани и ОВР Штип. Судијката Фанка Јанчулева Михаиловска го одложи судењето бидејќи еден од адвокатите на 11 март побарал одложување бидејќи имал притворски предмет во Кочани. Во меѓувреме во судот вчера и денеска стигнале еден куп докази од адвокатите од речиси сите обвинети. Премиерот Христијан Мицкоски изнесе остра реторика кон опозицијата и јасна порака за позицијата на владата во однос на евроинтеграциите, без гаранции за македонскиот идентитет и правата на македонците во Бугарија нема напредок. Во изјава за медиумите Мицкоски го обвини СДСМ дека процесот на евроинтеграција го сведува на распродавање на македонскиот идентитет и удар врз националното ткиво, оценувајќи дека таквиот пристап ја загрозува државната стратегија. Тој нагласи дека без ВМРО ДПМН не може да се носат клучни одлуки за европскиот пат на државата и порача дека владата нема да прифати никакви компромиси без јасни гаранции. Град Скопје и јавното предпријатие Градски паркинг под притисок на граѓаните не го реализираа она што го најавија. Поточно од денеска нема да се воведе зонско паркирање зона Д12 во населбата Реонски центар во општина Аеродром. Скопскиот градоначалник не соопшти јавно дека се одложува примената на зонското во Реонски, туку тоа го објави Градски паркинг на својата интернет страница. Па кој разбрал, а кој не разбрал ќе си плати за паркирање согласно поставените табли со информации за наплата низ населбата, на кој не пишува дека се уште не треба да се плаќа. Маски со принцови и принцези, спортисти, кловнови, штрумфови и штрумфети ги кријаа срекните детски лица традиционално и овој 1 април во Скопје. Лошото време не им ја расипа забавата на најмладите, на чија радости немаше крај. Музика и смеа го исполнија градскиот трговски центар, каде што се одвиваше денешната манифестација Априлијада. Еден месец од почетокот на војната против Иран, председателот на САД Доналд Трамп покажува 3 сосема различни лица со своите потези. Војна кампања која во голема мера ги исполнува неговите очекувања, стратешка визија која не е координирана, но и политички и економски проблеми кои се влошуваат од ден на ден како што војната продолжува. Додека администрацијата на Трамп ја поздравува операцијата Епски без како огромен успех, текот на војната се одвива несинхронизирано одменување на целите за што се војува, па се до зголемување на трошоците, што укажува на моќен ќорсокак за САД, анализира Аксиос. Американскиот председател Доналд Трамп во интервју за британските медиуми изјави дека тој сериозно размислува за повлекување на САД од НАТО, отворајќи нова криза околу иднината на Западниот безбедносен сојуз во време на зголемени тензии меѓу Вашингтон и европските сојузници. Во интервју за британскиот Телеграф, Трамп оцени дека алијансата денес е непрепознатлива и директно го доведе во прашање нејзиниот капацитет и смисла. НАТО никогаш не ме убеди.
Од секогаш знаев дека е хартиен тигар, а тоа го знае и Путин, посочил Трамп, додавајќи дека сериозно ја разгледува можноста САД да ја напушти алијансата. Швајцарија ги отфрли повеќето барања на САД за користење на нејзиниот воздушен простор во воени операции против Иран, повикувајќи се на законот за неутралност и строгите процедури за одобрување на прелетите. Од почетокот на конфликтот, Швајцарската федерална канцеларија за цивилно воздухопловство одобрила само 1/3 од 12 барања од странски земји за прелети кон Блискиот Исток, а 4 од 11 барања од САД се одобрени, додека едно барање е повлечено. Израелската војска објави дека ликвидирала клучен инженер на иранскиот корпус на револуционерната гарда поврзан со либанскиот огранок на елитните сили Кудс, кој бил задолжен за инженерство на подземните тунели на Хезболах. Според израелските одбранбени сили станува збор за Махти Вафаје, кој е убиен при израелскиот напад во градот Махалат вчера вечерта, јавува Fox News. Војската соопшти дека тој управувал со десетици подземни проекти во Либан, кои се користеле за складирање на напредно оружје. Руски воен транспортен авион се урнал синоќа над окупираниот украински полуостров Крим, при што загинале сите 29 лица кои се наоѓале во леталото, јави Киев Индепендент, повикувајќи се на Министерство за одбрана на Русија. Според официјалните податоци, меѓу загинатите има 23 патници и 6 членови на екипажот. Од Руското Министерство за одбрана соопштиле дека на остатоците од авионот не се пронајдени траги од надворешен напад, поради што во оваа фаза од истрагата како главна причина за несреќата се наведува технички дефект. Ова беше се во денешното издание на Попладневни вести. Утре гледајте ги утринските. Пријатно попладне.